Вечерва имавте задача да представите дело на жена борец која што успева да го победи канцерот или една од најопасните болести на 21. век. И ја представивте книгата Пресак. Да, се работи за прозниот текст Пресек, роман кој што е напишан во прво лице еднина, роман кој што е едно силно, моќно женско писмо, пред се искрено до срж. Својата промоција ја нареков патување наречено храброст, затоа што всушност целиот роман од првата страничка па се до последната страничка зборува за едно патување на душата низ неколку, поточно низ 7 земји, патување кое што всушност е едно своевидно прочистување, потрага по самиот себе си, едно своевидно прередување на приоритетите, правење на една, буквално би рекле, со женскиот јазик, генералка на умот, на душата, на емоциите, на своето ментално и на своето физичко битисување и поставување на нови приоритети во животот, а тоа е она кое што Маја го ставила под точка број 1, а тоа е дека од моментот кога се случува канцерот, од моментот кога завршува со едно важно поглавје во својот живот, тоа е изборената битка со канцерот, пред се ќе се биде важна на самата себе си. Таа ќе биде најважниот човек во својот живот и дека се ќе почнува и ќе завршува од самата неа. Дали ова е некако генерална порака до сите жени, представувајќи го романот? Го представивте како секој дел од тоа патување. Да. Зговоревте и за болката, и за солзите, и за водата, но и за храброста чинам најмногу. Храброста е најважниот момент, најважниот елемент всушност на тоа патување. Храброста да се соочите со сознанието дека нема да бидете повеќе физички она што сте, сознанието дека да, можеби еден атрибут женски, нели атрибут на вашето тело, можеби нема да постои повеќе, но тоа нема да ја направи ниту една жена помалку жена. Затоа што вистинската вредност на еден човек не е во неговата физичка појавност, не е во неговиот физикус, туку всушност е во неговата душа, во неговата вредност како човек и во она што тој како човек, како поединец, како индивидуа, може да го направи за себе, за семејството, за општеството и за се она кое што ќе го брои меѓу личностите кои што вреди да бидат почитувани и запаметени во општеството.